is one small step for women, but one giant leap for the protein kind. It is really good to be out here, performing an EVA in my blueberry spacesuit. Твојата љубопитност како мала ја има развиено љубовта кон науката. Како и кога сфати дека Кичево е премал град за твоите интереси? Навистина е така, од малечка ја гаам љубовта кон науката, меѓутоа и уметноста. Македонија беше лимитирана за мене затоа што пред се немаме вселенска агенција, ниту пак вселенска индустрија. Кога сакав да се пренасочам кон таа индустрија, сватив дека немам премногу алатки на кои што може да се ослонам, ниту пак експертиза од каде што можам да научам. И тогаш навистина беше потребно да одам надвор за да имам специјализација, доедукација и нови можности. За време на средношколските денови во Кичево учествуваш на наноматеријали надправар, каде што дознаваш за можноста за стипендија на Технолошко-металуршкиот факултет во Скопје. Од таму исто така добиваш стипендија за Универзитетот Кент во Америка. Дали некогаш си чувствувала дека тоа што доаѓаш од помала земја е хендикеп? Мислам дека на Технолошко-металуршкиот факултет ние добивме многу добра основа, со тоа што доколку имаш висок просек при МОН, добиваш поддршка и стипендија. Мене таа основа многу ми помогна, меѓутоа морам да напоменам дека ние во Македонија, во нашата држава, немаме јасни патокази како да стигнеш до позиција на астронаут или пак големи лаборатории и обзерватории што ќе ти помогне на тој научен пат. Од таа смисла, јас морав дополнително да се подготвувам, да волонтирам, да учам надвор од моите студии со цел да можам полесно да припаднам во вселенскиот сектор. Тука, нели, имаме поголем влог, поголемо време, поголема жртва што треба да се вложи, но мислам дека тој пат, ако си спремен да се жртвуваш, е достижен. На покана на Ендрю Олдрин, што е синот на вториот човек кој има стапнато на месечината и неговата фондација, ти добиваш стипендија на Флорида Тек. Во моментов си на постдипломски студии во ISU во Страсбург. Како реагираат твоите на твојот избор за идна професија? Пред се, ние немаме големо познавање на вселенските науки, па така мораше и дома, меѓутоа и на моето обкружување, да дадам мал вовед што ќе правам, кои се тие студии и зошто се значајни. Мене ми беше голема чест што ме спонзорираа да посетувам комерцијални вселенски студии на Флорида Тек од Aldrin Family Foundation, која што е фондација на Ендрю Олдрин, синот на Бас Олдрин, вториот човек што има стапнато на месечината, и така можев многу практично да научам многу полезни работи со цел да ја основам мојата организација Меѓународна вселенска алијанса, меѓутоа и да се запознам со клучни фигури во вселенскиот сектор директно. Потоа, на моите магистерски студии на ISU во Страсбург, исто така можев длабински да научам многу експерименти и сеопфатно да го спознавам вселенскиот сектор од вселенско право до, нели, експерименти за луѓето во вселената, за нивното здравје и така натаму. Ова значеше дека јас сум добро подготвена да ги научам и нашите млади генерации, како твојата генерација, моето обкружување, мојот роден град и моето семејство. Во 2014 година на NASA Space Up надпреварот освојуваш прво место. Потоа твојата пријава за ментор е прифатена. Како е да се соработува со NASA? Мојот пат во NASA Space Up Challenge хакатоните, што ги има на секаде низ светот, од Македонија до Америка, беше долготраен. Да, во 2014 земав прво место, па потоа се квалификував како ментор, како судија, па на моите студии во Кент Стейт универзитетот го запознав и тамошниот тим на организатори што го прават овој хакатон. Беше навистина интересно искуство да се учи во секоја улога и целосно да се опфати самиот хакатон, до степен што кога постанав главен организатор на овие хакатони конкретно во Кливленд во Охајо, па потоа во Калифорнија во Mountain View во Америка, можев да го изодам патот да соработувам со NASA истражувачки центри и да го одржуваме хакатонот таму. Беше навистина неверојатно искуство затоа што како македонка патот да се припаѓа таму беше доста тежок, затоа што има многу регулативи за кои што ние треба да го изодиме тој пат на малце потежок начин. Меѓутоа станав првата македонка што доби NASA Space Act Agreement, каде што тој договор ми дозволува јас да ги држам овие хакатони во тие NASA истражувачки центри Глен во Охајо, Кливленд и Амес во Mountain View, Калифорнија. Што тоа значи? Тоа значи дека
јас можев со себе да понесам многу луѓе од нашата држава, дали виртуелно, онлайн или пак во живо, и тие да учат од врвни експерти што доаѓаат токму од тие центри, дали се тоа ментори, дали се тоа судии, но и нормално астронаути, директори на тој центар и така натаму. Ти си првиот женски аналоген астронаут од Македонија и од Балканот. Имаш учествувано на 3 аналогни мисии кои симулираат вселенски лет. Како е да се живее со 2 литри вода на ден за сите потреби и храна во прашок? Конкретно мисијата што ја спомна е мојата втора мисија, каде што имавме 2 литри вода на ден и храна во прашок, многу ограничени ресурси. Овие мисии симулираат некакво си вселенско сценарио или пак живот на месечина, Марс и така натаму со цел да тестираат живеалиште, сите експерименти, но и самиот екипаж. Имавме лимитирани ресурси затоа што требаше да видат како ние ќе се однесуваме со такви стресори врз екипажот и како ќе ги користиме одговорно. Навистина се тешки овие мисии, доста се предизвикувачки, треба да си многу издржлив и многу посветен, затоа што и најмалата грешка може да има фатални последици, што се, финансиски, тие последици го коштаат екипажот, ја коштаат самата мисија и мора да си многу посветен, многу внимателен и спремен за тие жртви. Не се лесен подвиг, меѓутоа со доста спремање пред се за тие мисии може добро да одговориш и доследно да ги извршиш сите тие експерименти навремено и така. Дали ти представува товар што имаш успеено во вселенската технологија која е прилично доминирана од мажи? Па мислам дека го отворам патот за многу жени и мислам дека заедно мора да придонесеме сите, и мажите и жените, во овие мисии, затоа што многу е клучно да ги опфаќаме и двете целни групи и да се истражуваат еднакво и едните и другите, меѓутоа да има еднаков придонес и од едните и од другите, за да видиме како ќе се одвиваат тие динамики на нова планета, во нова средина и што е потребно за да бидеме што поиздржливи и што поздрави во тие средини кои што се многу тешки за нас како луѓе. Ти имаш работено исто така и на моделирање малце на страна, фотосесии, разни кампањи. Кажи ми, дали има некоја средина помеѓу вселената и естетиката? Па мислам дека јас сум еден нов бран на новите генерации, што не сака да биде во кутија. Имам приметено дека кај нас, за да бидеш сватен како сериозна, научничка, треба да си во една многу малечка кутија од тоа како треба да изгледаш и како да се однесуваш. Јас мислам дека ги рушам тие бариери и си дозволив да не се ограничувам, да ја уживам мојата младост и да творам и креативно пред се, па сакам тоа да ги мотивира и новите генерации да немаат таков калап, затоа што поголеми искуства имаш од светот и што повеќе се инспирираш, тоа подобри решенија можеш да понудиш. Се пробуваш и со косплей и искрено одлична си, мој фаворита Харли Квин. Како е да се отстапи од тој калап што го зборавме и во туга кожа, во друг лик? Мене тоа ми помага да сонувам. Косплеот е многу интересен затоа што може да комбинира и две алатки, и креативноста и инженерството. Зошто? Затоа што за добар косплей ти треба да си го направиш самата. Треба да знаеш како да ги споиш лед светлата на твојот меч или пак да го изиграш цел карактер од нула до самата реализација, а знаеме дека кога одиш во некоја продавница да си купиш маска, тие не се толку доследни и точни. Така да изградбата на еден лик е многу психолошка, ти дава да сонуваш, меѓутоа и да се надополнуваш и артистички и на некој начин инженерски и да имаш таков интересен бленд. И мислам дека тоа доста ми помогна во мојот понатамошен пат. Ако не би било аналоген астронаут, што би било? Сигурно инженер, меѓутоа инженер што ден денеска ја негува таа страна на комуницирање со публика на поинаков начин, со тоа што го популаризирам светот на вселенските науки преку сите овие интервјуа. И тоа си бара излегување од комфорт зона, нели? Интервјуата, давањето на точни добри интервјуа се пракса што требаше да ја изучам. Јас не знаев како се прави ова претходно и тоа е нели професија. Така да мислам дека го пополнувам тој јаз, да науката биде споделена на масата на луѓе што може би ги допрела или би ги заинтересирала. Имам приметено дека кај нас, по старите генерации, се токму во тој калап што го споменав, каде што имаат прекрасни научни достигнувања, меѓутоа ги избегнуваат медиумите. Со моите алатки што ги стекнав преку нели, бидувањето пред камера, можам многу подобро сега да ги комуницирам сите нови истражувања и да можам да допрам до помладата популација. Каде се гледаш за 10 години од сега?
Се надевам дека за 10 години од сега ќе имаме зачеток што е значаен во македонскиот вселенски сектор пред се, меѓутоа ќе имам некоја одлучувачка улога понатаму каде што ќе можам да носам многу млади луѓе и да ги насочувам на еден полесен пат, што нема да е сличен на мојот макотрпен пат и ќе им отворам повеќе врати во иднина. Која е твојата порака за моите врсници кои сакаат да успеат во твоето поле? Мислам дека кога потекнувате од средина каде што немате многу ресурси, многу е важно да тргнете од себе и да сакате да промените нешто, без разлика колку и да е тежок тој пат. За секој што ме следи, има отворени врати во мојата организација International Space Alliance. Нас секогаш ни требаат волонтери. Јас лично волонтирав можеби 10-11 години од мојот пат и се уште волонтирам за да стекнем нови знаења, така да волонтирањето ти дава тебе поголем простор да грешиш и да учиш активно и интерактивно со средината за тоа што го работиш и се во секое време добредојдени на сите наши обуки, на сите наши работилници и нормално доколку сакаат да ни помогнат во нашите активности да го зачнеме овој сектор малку посериозно, се секогаш добредојдени. За предизвикот што го имаме испланирано, решив дека ќе направиме низа на блиц прашања со вистина или не, со брзи одговори што се соодветни за вашата работа. Ајде, спремна сум. Да, го прифаќам. Ајде. На 20 јули 1969 година Нил Армстронг и Бас Олдрин се првите двајца кои стапнале на месечината. Ова е холивудска фикција или факт? Факт, ова е вистина. Од каде? Имаме многу научни експерименти што го потврдуваат нивното слетување, како и припремите и подготовките и самиот лет и така натаму што се фактички докажани. Од тогаш кои земји имаат успешно слетано на месечината? Успешно слетано експерименти, ровери и така натаму на месечината имаат Кина, Индија, Русија и Америка. А луѓе колку? 12 луѓе вкупно на неколку Аполо мисии. Колку подготовка треба за една вселенска мисија од првиот час се до влегувањето во леталото? Во зависност од што одлучуваш да правиш, би рекла од 10 до 20 години подготовка. Што носат астронаутите кога не носат скафандери? Астронаутите носат вселенско одело при вселенските прошетки, меѓутоа во, да речеме, меѓународната вселенска станица, тие носат flight suits или скафандери или пак нивна нормална облека. Дали комерцијалните летови наликуваат на вселенските? Секој лет и секоја селекција за астронаути, без разлика дали се тоа комерцијални од компании или пак од вселенски агенции, се различни, меѓутоа истовремено наликуваат едни на други. Се зависи од времетраењето за подготовка, кои експерименти се носат и колку долго трае тој лет. Финално, постојат ли ванземјани? Врз база на моите досегашни созданија, не. Ако откријам, прва си што ќе ти кажам. Супер!